Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ја грешното. Како не се најдоа да се вратат и другите и да му заблагодарат на Бога, туку само овој туѓинец. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, многумина од нас доаѓаат во храмот со единствена цел да се помолат на Бога за своите потреби и да испросат од Божјата милост нешта кои се потребни за земниот живот или вечното спасение. Но, ако за момент внимателно ги слушнеме молитвите кои се читаат за време на светите богослужби, веднаш ќе забележиме дека светите отци најпрво и најчесто го славеле Бога и благодареле за неговите добрини, а дури потоа проселе нешто од него. Ние пак, кои живееме денес, за разлика од христијаните од првите векови, се покажуваме како многу погорделиви и посамоуверени. Денес, како да не ги чувствуваме повеќе Божите добрини кон нас, а се што сме постигнале и успеале во животот си го припишуваме како лична заслуга, стекнато со своите собствени сили или пак со помош на своите пријатели. Во една таква ситуација на Бога се сеќаваме само во оние моменти кога на нас ќе навалат несреќите, зашто тогаш можеме да видиме колку сме бедни и ограничени во своите способности. Но затоа зборовите од една црковна молитва, неблагодарни кон благодетелот, се однесуваат кон нас, кои не сакаме да признаеме дека секое добро дело доаѓа од Бога. А човечката неблагодарност кон Бога најдобро е илустрирана во денешниот евангелски расказ за 10 лепрозни, кога во една прилика Спасителот на пат кон Самарија наближил кон едно село, каде го пресретнале лепрозните и на цел глас повикувале: Исусе наставниче, смилувај ни се. Лепрата била ужасна болест. Оние кои биле заразени од неа добивале струпје, а косата и сите влакна од телото им паѓале. Целото човечко тело се претворало во една неизлечлива рана. Во текот на времето болеста земала силен замав и напаѓала внатрешните органи и коските, па лепрозниот умирал во страшни маки. Бидејќи во тоа време лек за оваа болест не постоел, од овие причини лепрозните биле изолирани, живееле на перифериите од населените места, со цел да не ги заразат и здравите. И ете, од една таква страшна и неизлечлива болест биле болни десетмината, кои дошле да го молат Исуса да ги излечи. Да размислиме, каква новост за нив било сознанието дека се појавил пророк, чудотворец, кој може само со еден збор да ги спаси од тешката болест. Откако слушнале за него, нивниот живот се променил, затоа што кај нив заживеала надежта, а наместо да скитаат по селата просејќи милостина, сега тие застанале покрај патот чекајќи го својот избавител, и сите имале единствена желба да повикаат кон Спасителот на цел глас: Исусе, наставниче, смилувај ни се, и од него да добијат лек. Господ Исус Христос, кога го слушнал нивниот повик, воопшто не застанал да разговара со нив, ниту пак се обидел да бара докази за нивната вера, туку едноставно им рекол: отидете и покажете им се на свештениците. Зашто според тогашниот Мојсеев закон, ако некој се очисти и оздрави од било каква болест, потребно било да добие сведоштво од страна на свештениците дека е здрав и повторно да заживее во заедница со останатите луѓе. Тогаш 10 лепрозни тргнале кон свештениците и уште по патот почувствувале дека веќе се здрави. Тогаш почнале да се погледнуваат едни со други и да заклучат дека нивната кожа постанала мазна и здрава, додека нивните болки исчезнале. Но со каква благодарност кон Бога се исполниле нивните срца?
Ова прашање се поставува зашто сведоци сме дека и слепородениот и парализираниот кои Господ Исус Христос ги излекувал побрзале да заблагодарат на Бога. Но што се случило сега? Еден од нив, кога виде дека излекуван, се поврати и го прослави Бога гласно и падна ничком пред нозете негови благодарејќи му. А тој беше самаријанин. Само еден од 10 мината се вратил, а останатите побрзале кон своите семејства, кон своите имоти, зашто тие им биле помили. Токму затоа Христос запрашал: зар не се излекуваа 10 мина, каде се другите 9? Како не се најдоа да се вратат и другите да му заблагодарат на Бога, току само овој туѓинец? Да им искажуваме благодарност на луѓето кои ни направиле услуги и добрини, тоа е знак на убаво домашно воспитување. Но да благодариме на Бога за добрините кои ги примаме од Него, тоа е вистинска добродетел. Да ги користиме услугите на ближните без да искажеме благодарност, тоа е знак на невоспитаност. Невоспитаниот човек зема се кое му се нуди, без да искаже било каква благодарност и мисли дека сите луѓе нему му се должни и тој треба само да зема, а ништо да не дава. Но колку и да е чудно, повеќето од нас не се сеќаваат да искажат благодарност кон Бога, кој создал се и кој ни подарил се што е за наша корист и за наше спасение. Ние ги користиме сите добрини во светот како да се наши, како ние да сме ги создале, а забораваме да го впериме погледот кон Бога, кој создал се. Благодарност за некакво направено добро дело денес навистина ретко се наоѓа, многумина благодарноста ја сметаат за товар, а секој товар брзо се симнува од себе. Постојат и луѓе кои не само што се неблагодарни, туку и ги мразат оние кои им помогнале, зашто чувството на добродетелност кај нив предизвикува комплекс на ниски вредности, кои се манифестираат со омраза кон оној кој им направил добро. Славниот римски војсководач и спасител на татковината Манилеј невин бил осомничен од своите неблагодарни сограѓани и бил изведен пред суд. Револтиран заради ваквата нискост и неблагодарност, тој пред судот ја слекол својата кошула, им ги покажал на своето тело многуте рани и белези, стекнати во разните битки за слава и чест на татковината. Па извикал: ако не ми верувате мене, верувајте им на овие рани кои ги стекна во борба со спас на татковината. Овој настан, како и многу други слични на него, покажуваат дека многу повеќе пријателства се губат со добродетелите, отколку да се стекнуваат нови. А самиот Спасител, Господ Исус Христос, е жив сведок за човечката неблагодарност, зашто покрај сите добрини кои Он му ги направи на човештвото, сепак беше изложен на ужасни маки, а потоа и срамно распнат на крстот. Затоа денес да се поучиме од настанот со 10 лепрозни и никогаш да не дозволиме да бидеме слични на оние кои не заблагодариле на Бога. Ако некому од нас му е направено добро дело, должни сме за тоа да благодариме и така да ја покажеме својата морална сила. Бидејќи вистинскиот човек секогаш е благодарен, само морално некултурните луѓе се неблагодарни и тие единствено ја примаат добродетелта како некое свое право. Неблагодарноста почива само во ниските души, додека во племенитите души таа е одсутна. Искрено и од срце да бидеме благодарни секому кој ни направил добрини, особено кон нашиот Отец Небесен, за сите неизмерно бескрајни добродетели кои од Него ни доаѓаат на секој чекор од нашиот живот. Да му бидеме благодарни за се, во името на Господа Исуса Христа, бидејќи благодарноста е божествено чувство, додека неблагодарноста е ќерка на гордоста и е еден од најтешките греови што постои. Господ Бог навистина ни вели дека Неговата награда кон нас ќе биде толкава
колку што ќе биде и нашата благодарност кон Него. Затоа, да го послушаме и светиот апостол Павле кој кратко вели: бидете благодарни, а да благодариме наутро кога стануваме за дочекот на новиот ден, да благодариме за дишењето, за здравието, па и кога сме болни, зашто тогаш ни се дава можност за познавање на своите гревови и за покаяние. Да благодариме за секој залак храна, за секоја капка вода, за сонцето, за дождот, за разумот, за семејството, за се кое што сме и кое го имаме. Да не забораваме да благодариме на Бога, особено навечер пред легнување, за денот кој поминал и никогаш да не се уподобиме на деветмината неблагодарни лепрозни, кој нашиот Спасител ги излекувал. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.